Шести ден учениците од основното училиште Кузман Јосифовски Питу од Кичево не посетуваат настава заради немањето на нафта за грејење. Иако учениците, родителите и наставниците се надеваат дека со почетокот на новата работна недела ќе се изнајде некое решение, сепак се останува по старо. Истата судбина го очекува и основното училиште доктор Владимир Полежиновски. Родителскиот совет на ова училиште во петокот донесе одлука дека доколку до среда во училиштето не се донесе потребната количина нафта за грејење, од четврток учениците нема да посетуваат настава се до моментот на овозможување на нормална настава во училиштето. Слична е состојбата и во двете средни училишта Мирко Милевски и Дрита, каде истакнуваат дека поради ниските температури очекуваат до средината на оваа недела да ги потрошат неколкуте стотици литри кои беа предходно донесени. Градоначалникот на Кичево кон крајот на минатата недела по барање на родителските совети одржа заеднички состанок при што ги известил дека на утрешната редовна вторнична седница на владата на Република Македонија по трет пат на дневен ред очекува да се најде точката за набавка на нафта за кичевските училишта од државните резерви. Според нашите информации, доколку и овој пат одговорот биде негативен, тој во среда ќе очекува директна помош од Министерството за образование и наука, а во случај и на негативен одговор од Министерството, општината ќе бара излез од настанатата ситуација. Паралелно пак веќе е во тек и тендерот за групна набавка за нафта за сите училишта распишан од општината, кој се очекува најрано да заврши околу средината на месец декември. Како и да е, ова ќе биде уште една недела на неизвестност и очекување на околу 5000 ученици од градските училишта од Кичево нормално да можат да ја следат наставата.